Почитувани гледачи, добро вечер во ново издание на Аргумент Плюс. Вечерва со право го посветуваме на високото образование и измените што се сега ставени на ЕНЕР, предлог законот за високо образование, измените што се ставени на ЕНЕР, како што реков, први по 2018-2019, кога се случија повеќето измени и измени кои што ги чекаат повеќе инстанци, дали ги задоволуваат потребите, ќе видиме низ разговорот со поранешниот образовен инспектор Ѓорги Илиевски. Господине Илиевски, и се уште активен сте со оштро перо кога е во прашање образованието. Како ја одржувате таа пасија за тоа да имаме што подобар образовен систем? Благодарам. Добро вечер до вашите гледачи. Она што ми е приоритет во мојот живот, кој што 40 години сум работел во образованието, почнувајќи од наставник, педагог, па инспектор и така натака, секојаш ми било приоритет образованието на сите степени, а сега посебно во овој дел каде што ги имаме предлог законот за високото образование, каде што тој предлог закон за високо образование треба да биде од европски карактер. А тој европски карактер и тие европски дименсии треба да провејуваат во законот, во предлог законот за високо образование. Од она што дали се имплементирани еве некои европски практики кога станува збор високото образование во овој закон? Па јас морам да кажам дека има некои отстапувања од тоа и јас читајќи го првиот дел по излегувањето од ЕНЕР-от и по барање на Министерството за јавна расправа, анализи и така натака, си зедов за право да го согледам сето тоа и констатирав некои дискриминирачки работи и противуставни. Во самиот предлог закон? Во самиот предлог закон, како и некои чекори, превземање за наставно-научните звања, кои што не се од европски карактер. Така. Ќе позборуваме за тоа, бидејќи најголеми реакции има во тој дел околу наставно-научните звања. Велите дискриминирачки направени по нарачка на една професорска елита. Па велите понатаму во последната ваша колумна дека е потребно и добродојдено и општествено есенцијално да се направат вакви измени, но сметате дека се со фалинка во еден дел. Така. Бидејќи од порано ги водев сите овие анализи и овие книги што ги има, така, за состојбите во високото образование од 2014-15 и понатака, па и овој од 2018 што ги согледав. Кога беа актуелни пленумите, нели имаше професор? Така, пленумите, се од тоа констатирав и сега тоа го кажувам, дека уште од 2002-2003 година имаше надворишни еволуции на сите универзитети по научните области. Од тогаш до сега такво нешто нема. Пред некој ден слушнавме дека имало некој надворешни еволуации, ама само на факултет еден, да речеме, од областа, дали е тоа на јавни или приватни, така натака. Што не е тоа задоволително. Колку е битна оваа надворешна евалуација? Надворешната евалуација е давање на проценка во каква состојба се наоѓа универзитетот, во каква состојба се наоѓаат единиците на тој универзитет. И од тука се согледува дали имаме тренд на напредок или имаме тренд на назадување. Во даденава ситуација, кога се нема контрола, а се нема контрола, акредитирани се и се што. Почнувајќи од порано, значи, до сега се акредитира. Со еден збор кажано, наместо да имаме образовна политика, ние имаме политика во образованието, во секој сегмент. Нас ни се формира доста приватни универзитети, со фалинки едно друго, но се акредитирани. Исто така имаме и јавни универзитети, кои што се акредитирани, а нема доволен број на наставен кадар. Како пример само да кажам, дали е тој приватен универзитет, дали е тој јавен универзитет. Сега овој закон што е за квалитет на високото образование, на Агенцијата за квалитет на високото образование, тоа му било цел
а не 10 години да се премолчува се и се што да се акредитира, а да нема никаква евалуација, а да земат парични средства, кои што се народни парични средства. Што сакам да кажам? Значи, ако еден факултет или универзитет се формира согласно законот, ако има 5, а треба да има 5 факултета, треба да има најмалце 10 наставно-научни професори. Асистенти, професори, во редовен работен однос 10. Ние имаме универзитети јавни, кои што имаат по 3 или 4 на факултет. Односно, вкупно има 18 професори, а треба да има 50. И никој за тоа не прави ништо. Јас 2-3 години повеќе пишувам, за тоа го информирав и МОН и барав да се превземаат мерки за доброто на нашите универзитети. И да ви кажам искрено, мене воопшто, јас не сум изненаден што нас не нема во првите 500. На Шенгенската листа. Да останеме ние до 2000-то ќе биде добро. Ама мислам дека ќе одиме уште назад. Треба целосно реформирање на активностите и да водиме образовна политика. Не дека тој факултет, односно тој универзитет е на тој или на тој и на тој. Не. Затоа што зошто се чудиме и зошто нема нашите студенти, нашите средношколци кои ќе завршуваат си сака да си бегаат. 3000 имаме во Словенија. Тоа треба да се распрашаме. Ние дававме на 398 студенти сега во странство, да пристигнат во првите 100 од Шенгенската листа. Знаете колку се вратени? Дали се вратени 1/3? И сите таму ќе си работат и не се огледуваме што ни е потребно. Што ни е потребно како дефицитарен кадар? Така, тоа века, можеби дефицитарноста на професорскиот кадар ја наметнала оваа ситуација на универзитетите да има толку мал број на професори и да го нема потребниот број професори. Меѓутоа, она што сега сакам да го кажам, што се добива со овој нови измени, што ќе добие високото образование во делот на професорите, бидејќи, како што рековме на почетокот, тука има и најголеми реакции и дел од професорите кои што и објавуваат нели во овие списанија со импакт фактор, велат неправедно е сега нели не фере во предлог законот тоа што критериумите би важеле за идните нели редовни професори, а не важат и за сегашните редовни професори кои што се и доживотни така се велат во тие кругови, така се да дефинираме согласно уставот. Да. Значи не може ретроактивно да биде. Овие професори кои што се добиле доживотно си остануваат. Проблемот е во тоа што таму имаме премногу со овој претходниот закон од 2018 невидено имаме хиперпродукција на редовни професори. Кој не може да се снајде, само тој не е редовен професор. Не зборам општо, да не генерализирам. Така. Затоа што имаме и ние редовни професори кои што заслужуваат многу. Имаме редовни професори кои што пишувале во разни списанија, во разни проекти. Имаме такви прекрасни професори на машинскиот, на електро, имаме на металуршкиот, имаме на фармација, мислам професори кои што се истакнуваат. Ако биле, али тие поминале таа етапа постепено. Сега со ова што се прави и со оваквите барања, наместо доди постапно, европски доди, за да можеме да согледаме дека целиот терет ќе падне токму на овие младите асистенти. Асистентите сега треба тие да делуваат и да работат и да го досегнат тоа на ниво кој што е недостижно. Со ова, да речеме, за еден доцент да биде, по член 161 став 1, а наведените просек член успех 8, интегрални што се, во европските закони, јас тоа сум го констатирал, затоа го земам само тој дел, и каде што од доцентот треба да се бара неколку, мислам дека, ако не се лажам, негде околу 6 научни труди во списанија и со импакт фактор негде околу 3, така нешто. Тоа е премногу.
Само ова, сега идните, значи повисоките критериуми ќе важат за идните генерации, а ќе треба нив да ги евалуираат професорите кои што не полагале според тие повисоки критериуми. Точно е тоа. Тоа е нелогичност, апсолутно. Па каква е логика сега мене да ми биде ментор некој кој што има нема ни еден труд со импакт фактор или има еден или некој два. А сега бараме од докторантите да има 2-3 или може некој да биде и со фактор на влијание, со импакт фактор, што е невозможно. Не можеме да одиме со таков чекор брз кон нешто за да достигнеме да бидеме некаде на шенгенската листа меѓу 1000. Сметате дека целта е тоа сега? Па јас мислам дека е тоа целта и нереална. Пази зошто нереална? Дали да се направи скок од 1000 места, дали ние ги знаеме условите на универзитетите, на факултетите со што располагаат? Со какви лаборатории, со какви фондови за научно-истражувачки работи? Ова влада, за разлика од претходната, направи нешто сега во наставно-научни, односно во истражувачките со финансирање. До 2020 зголемување нели на процентот за науката. Така, за науката. До 2023 имаме издвојување за науката 0,0%. Ниту 0,50 немаме. Сега нешто се зголемува, што сепак ја мислам е добро, но не е доволно. И сега тоа треба да испитаме, да видиме. Така платени се и оние нели за учество нели за да можеш Web of Science нели да можат професорите да точно. Сега, елементи. Што кажува искуството? Искуството. Почитувана Мирјана. Мене секојдневно ми се јавуваат како да сум јас уште инспектор активно во МОН. Јас во повеќе прилики сум. Кој ви се јавува? Професори, други, трети, и јас самата им забележувам. Ми се јавува. Што барат од вас? Не, бара молчат, уплашени. Зошто уплашени? Вие сте редовни професори, со доживотно. Што се плашите? Или воредни професори? Состојбите што се? Па седнете на тој универзитет, на тие факултети, согледајте ги забелешките и тие забелешки ги доставите до тие предлагачите што имало негде околу 60 рекоа. 60 учествувале во овие измени. Учествувале 60, но со право од хуманистичките науки се јавуваат институтите по македонски, по историја, археологија и така натака, воопшто не се консултирани. Или дадено е, дајте вие забелешки, ние ќе ги согледаме. Нешто ќе прифатиме, ама она што одговара ќе прифатиме, она што не. Ние треба да знаеме што е национален интерес. Национален интерес е историјата. Национален интерес е македонистиката, етнологијата. Значи, тоа е основата, тоа е самобитноста наша. И сега одни факулти бараш во странски списанија, многу тешко ќе биде. Треба да се почитуваат како што има во Словенија, Хрватска, да дадете ваши трудови во домашните списанија, во меѓународните конгресни известувања кај што ќе ги имате. Тука треба да дадете. Затоа што кој ќе ти објави тебе некој не е се заинтересиран за дијалектите на македонското мацинство во Егејска Македонија или македонците во Пустец или не знам каде, така не. Сметате дека би се соочиле со цензура, да речеме? Прво, секаде во странските списанија има рецензенти. И имаш рецензенти и од Бугарија, и од Грција, и сегде. Па ние знаеме што ни прават. Тие вака не почитуваат, не признаваат, па таму ќе може да има некој, ама со негативна рецензија. Со негативно цитирање на нештата. Добро е, како јас мислам дека тоа ќе падне и нема да биде така нешто. И секако се надевам дека без дека изјави дадени од типот ако има за 20-3 студенти и така натака, некои викаат нема да се затворат, некои ќе затворат, тоа веќе се некои спекулации. Јас мислам не само што не сме да се затворат, него треба да се стимулира
со финансирање, За со овие програми стипендии. каде што има мал интерес, Така. за разлика така, еве како што е за македонски јазик, Македонски, е многу да. мал интересот. И ти давате По еден стипендии, запишан, така. кредити и така натака да се мотивираат. Мислам дека Добро, нешто се министерката дава. исто во телевизиски настап кажа дека тие нормално програми Не, не, нема не. да се укинуваат. Нема, Да. но треба да се мотивира. Не, жално е ние на македонски да имаш негде околу 4-5 студенти. Стимулирање треба. Колку време се чека за македонскиот јазик во законот за да има во секоја установа. Ние земајте некоја лектура, Така, тоа е за лектор да има во лектор, секоја јавна нема, установа. кој ќе почиташ нешто да се смееш. Дали ова литература македонски не. Тука треба да се види. Или архивистика, или етнологија. Не може. Тука се тие проблеми кои што се многу важни. Понатака, согласно зашто јас велам кои се моите забелешки. Така. 3 години, вика, во звањето асистент е ставен, за да бидеш ти доцент, треба да во условот 3 години. Сметате дека е тоа долг период или Не е долг. Тоа не треба да биде во законот. Тоа да биде во подзаконски акт, во правилник. Второ, европски земји не практикуваат такво нешто. Во европските земји таму практикуваат резултатите од науката, од наставниот дел на работата. Самото тоа го издигнува доцентот на повисоко ниво, го мотивира. Така. Еве господин Илиевски, во овие нови предлог законски решенија, каде има најголеми одскокнувања од европските стандарди за високо образование? Па морам да Иако кажам, ние треба нели националните потреби, нели ориентири да ги имаме предвид се разбира. па видите сега, од ова што јас ги открив и она што е противуставно и така натака, морам да го спомнам членот исклучувањето на приватните универзитети. Членот 132... Во која смисла? Околу наставните програми ова укинување што зборувавте или... Еве сега ќе го прочитам да биде јасно и за нашата публика. Во членот 132 став 10. По мене е спорна одредбата со која се утврдува дека студентските програми за општа медицина, фармација, ветерина, архитектура, студентските програми за медицински сестри, акушерки, студентски програми за правни студии, пазите, правни студии, студиска програма за одбрана и безбедност и студиски програми за наставници во основното и средното образование се студиски програми од јавен интерес и може да се организираат само во јавни и јавно-приватни високообразовни установи, со што приватните високообразовни установи се исклучуваат. И јас затоа им поставив... Ние имаме 5 јавни универзитетски 5 установи. јавни универзитети имаме и јавно еден приватен штуловиот. Така, тоа се. 6 скупно, да. речеме. Ако го видите, тоа е противуставно. И го поставам другото прашање до подготвителите. Зарем од јавен интерес не е машинскиот, не е електро, не е економскиот, градежниот и други? Еве што мислите, зошто е направена ваква една селекција? Јас не знам. Не знаете, не можете да проникнете во тоа. Не, па не знам, затоа го гледам ова и се чудам. Зарем е можно, дарем не од јавен интерес од институтите што рековме сега, македонски од други трети. Зарем овде сега се отврдат машинскиот, електроекономскиот, а одим правниот. Што е невидена пракса, а таа пракса невидена е во светот и во регионот. Јас тука издвојувам праксата покажува дека најчесто јавно-приватните партнерства, како што сега тука сака да биде, се реализираат преку јавни установи, а не директно преку Министерството. Не може Министерството да соработка, меѓусебна договор јавните со приватните, јавно партнерство и така натака. Таквото нешто ќе наведам практични модели. Европа, Германија, еве да земаме Германија и Франција, да не одиме другите. Јавното приватно партнерство, моделите се ретки. Јавниот партнер е универзитетот. Јавен партнер е универзитетот, не е МОН. Или државен фонд, а Министерството е надзорно тело.
Надзорно тело да се огледа како се тоа Дали реализира. тоа партнерство така се реализира? Тоа треба да биде. Во Франција исто така јавното приватно партнерство се користат за кампуси, инфраструктура, истражувачки центри, не за акредитација на програми. Сега, на Балканот, Словенија и Хрватска, приватните и јавните факултети можат да соработуваат на проекти, лаборатории или заеднички програмски целосен јавно-приватен универзитет. Во практичната логика, министрите, МОН, Министерството се регулатор. Тие регулираат, а не се оператори. Значи, јавните факултети се правни субјекти. Јавните факултети се правни субјекти. И можат формално да бидат партнери со приватните. Значи, во праксата јавниот партнер е од друга високо образовна установа, а не МОН. Тука се тие нелогичности, каде што Значи, МОН не може да биде партнер, само регулирачка регулира, да регулира, нормална работа, таа е и не може да акредитира. Се постава прашањето, ако не можат приватните универзитети, како се акредитирани? И кој ги акредитирал? Дали ќе има одговорност за таквото нешто? Пазите, ние сека викаме, добро, тоа било таму, ама сега сум јас, не, одговорна си. Одговорен си. Извините, кога доаѓате на позиција на министер, јас го гледувате правата состојба во самото министерство или институција и така натака. И тука е. Сега. Така, дел нели неколку програми се укинати, беше 17, ако не се лажам. Не, што на приватни, што на јавни. Тоа нешто е направено во приватните институти, приватни институти и така сами се затворија. Сега има нешто што се прави и јас побарав доста информација од јавен карактер од Агенцијата за квалитет на високото образование и би ги потврдија овие приватни што се. Но ја барав и друго. Дали е направена акредитација повторно или согледување, каква е состојбата на Универзитетот Мајка Тереза, каква е состојбата на Универзитетот Апостол Павле во Охрид. Таму имаме само 18 професори наместо 50. И сега со право некои приватни универзитети ќе реагираат. За онај Струга не сакам да разговарам. Тој треба да се затвара, ама не се затвара. Зошто не знам. Но треба да бидеме реални. Она што го кажав. Таму кај што нема услови, како што не е овој Апостол Павле, тој треба да се фузира со друг, исто така информатички. Или Мајка Тереза, што се на некој начин или така близко да се здружат за да се знае, так, да ги исполнуваат условите и тогаш ќе имаме квалитет на нештата. Жално е Охрид, Климентовиот град, Свети Апостол Павле да се скрнави. Во Мајка Тереза универзитетот и така почна, нели, вашата Голгота бе. Па Голгота затоа што сакав да ги откриам работите, откривме многу работи со дипломи така натака. Звањата на професорите. Да, со професорите најдов и после тоа едноставно ми покрена тоа што ми покрена, но издржав. И останувам исто сега тоа да кажам. Без разлика кој е на власт, образованието треба да си ја тера својата работа. Образовната политика ни е битна раз. Не е политика во образованието сега. Затоа што тој таму Апостол Павле е на Ѓорѓе, пример сега. Или тој онај Мајка Тереза е на Беса. Или не знам кого. И Беса, тоа викам. Так. Не може така да биде. Треба да одиме напред. Ние имаме. Еве, господин Илиевски, како се доведовме со образованието на ова дереже, сите зборуваме дека не е добро, дека треба приклучок да се фати со модерните трендови во образованието, дека каскаме, дека заостануваме, дека многу млади бегаат поради тоа. Кога еве од самостојноста на Македонија, дали имало некоја поголема, како да кажам, во негативен контекст развој на образованието отколку сега последниве години, да речем? Јас ги истражував работите веќе 20 години. Да не заборавиме нашиот универзитет, прв нели јавен универзитет на Шангајската листа. Фактички, ама тој и мој универзитет, и јас сум завршил таму и така е. Беше едно време на Шангајската листа. Точно, беше. Наместо да одиме напред, ние се раѓаме назад. Очигледно, според резултатите, според меѓународната евалуација, тоа е тоа. Закон што го земаме од претходниот закон што беше од 2014.
И тогаш имаше некои зголемување на наставно-научни звања, подобрување, заоштрени и за критериуми, така. што беше така. И да има учество на наши студенти на Шенгенската листа да бидат во пракса или да има визитинг професори од се имаше. Со 2018 година новиот закон што се донесе, јас и тогаш и во оваа книга пишувам дека не само што не е развоен, нема никаков развој, ниту образовно, ниту научно. И тоа е жалостното нешто што се случува. И затоа имам право да зборувам, имам факти и аргументи. Нека поведе кој сака. Развоен концепт не гледате, не гледам. И ова сега што се прави треба да биде поставно. Поставно. Немојте сега вие да му дадете на некој да ти носи 100 кила, кога не може. Каде може да ти 3, ево сега зборуваме најосновното. Докторантот, асистент, треба да има 2 труда и 1 месечини со импакт фактор. Ако не е така, им се извинувам на сите, ако не е така, ако грешам. Доцентите исто така. 1 труд со импакт фактор треба најмалце 6 до 1 година да се подготви, затоа со таму рецензентите не гледаат дали Ѓорѓи препишувал од Мирјана и било што не. Одма се знаат кои се фактите и аргументите. А имаме ситуација каде што ќе се направи, се солидни и само ќе му се јават на чекање сте. А тоа чекање може да биде година, 2 и така натака. Тие ситуации имаме. Ние имаме, ми се уваат многу професори од природно-математичките, сега да не спомнувам кој и како. Так. Вика Илиевски. Ние нема и тој фонд што го имаме ние за развој и да го стимулираме студентот, односно асистентот, како помладок. Тоа е битна работа сега. Помладоков ние да го извадиме на виделина и да помогнеме. Треба финансиски средства. Колку има владата, тука треба да се делува работи. И најбитниот момент, ако сакаме напредок, преструктурирање на Агенцијата за квалитет на високото образование. Зошто до сега, без разлика кој се што се, до сега само се акредитирало и прано и непрано, и земале доста пари. За акредитација мора да вложи факултетот пари. Што е направено? Зошто не е извршено реакредитација? При таа реакредитација се согледува работата. Зошто немало евалуација, вреднување? Вреднување да се вреднува и да се одземе акредитацијата. И постепено затварање на тој универзитет. А не затоа што, пази, тоа е јавен. Токму тоа јавен. Не значи дека и добар ако е јавен. Па така. Господин Илиевски, ние пред крај сме на емисијата, ја сакав и овој дел од овие предлог измени. Има реакции меѓу помладите нели студенти, зошто статутот на универзитетот да го помине прво филтерот на владата, па потоа на собранието. Статутот на еден универзитет. Прво, правниците тоа го знаат. Донесувањето на статутот треба да биде усвоен со законот. Со законот, ова е предлог закон. Кога ќе се донесе, значи статутот треба да биде усогласен со закон со статутот. И не гледам потреба. Тој се носи во собрание на Република Македонија да се види дали и таму се дава извештај, во собрание има таму. Бидејќи основач е собранието. Основач е собранието. Сега зборуваме за а исто така и приватните треба да се усогласат, соглас со законот. Ако не усогласе, се знае таму, значи се враќа назад. Така било во практиката. Исто со овој закон се предвидува нели казна да биде под санкција земен само студентот, не и професорот. Иако знаеме дека и професори се огласуваат пред законот, да речеме. Јас почитувана Мирјана во повеќе наврати годиниве, 10 години повеќе, тоа сум го пишувал. Ние го казнуваме дисциплински постапки, му водиме на студентот. Препишал, направил тоа, ќе го казниме 3 сесии, 5 сесии, тоа не го правдам дека е добро што го прави.
Но моето искуство покажува што сум имал и представки и постапки против професори кои што ја злоупотребувале својата функција. Го рушеле угледот на факултетот и на универзитетот. И едноставно немаш ништо. Таков случај не е во Хрватска. Тој пример го имам ставено, значи не е во Хрватска, не е се во другите места. Јас во една светска конференција кај што бев во Полска, уште како подсекретар, полскиот министер разговараме и вели некој си професор кој што направил такви зло дела, го однесол во периферија на Полска да предава, као казна, да се свести. Кај нас ние студентот и да остави некоја представка за злоупотреба. Се продаваат книги, се продаваат не знам што, и има и доста неетички постапки. Неетички постапки така има. Сме имале, се слушало така. Да, и не постои ништо. Зашто се заштитува? Зашто се заштитува? Тогаш со право се студентите кога реагираат, со право се студентите и студентско собрание што реагира за многу работи. Јас целосно ги поддржувам нив. Целосно ги поддржувам и со право е кога викат се останува на нас, ние треба да дадуваме. Не. Студентот треба да биде субјект и партнер заедно со професорот, заедно со менторот. Кога се истражува нешто, да биде вклучен студентот. Тогаш е она што е европскиот тренд на секој универзитет. Така, како партнери во промените, во реформите и тоа. Илиевски еве се заговара дека и двата закони, законот за квалитет во високото образование и измениве или на законот за високо образование, ќе бидат ставени на јавна дебата, ќе има јавни дебати по сите јавни универзитети, тоа го најави министерката, дали ќе се појавите на некоја јавна дебата? Знаете, јас во една ваша емисија кажав, јас сум секоја спремен. Јас во повеќе прилики сум барал средба, да седниме, да разговараме. Ще пиеме по една вода. Да поразговараме за овие работи. Не сум удостоен. И сум принуден да пишувам во јавноста за состојби кои што не требало да ги пишувам, требало да седниме. Ако била зафатена толку, или е испод чест да разговара со мене, таму заменик министерот, душа и тој си замина, со раководителот за високо образование. Зошто? Да не седниме да разговараме, да размениме мислења. Така, сигурно дека треба да се разменат мислења. Но добро, вие пишувате колумни, ве има во јавноста, ве покануваме по телевизиите, така да вас јавност не ви недостасува, сега... Не, сакам да кажам, ме боли нешто кога нема некаде во образованието во Европа и така. Вие 4 децении сте поминале во образованието. 4 децении од предучилишно, основно, средно, високо, па подсекретар за образование и така натака. И луѓето да не седнат. Ние сме таа здела генерација 72 години, имам веќе 3. Ако да сте здрав и жив, толку што се вели, но добро, навистина со посебен жар пишувате се што е кога е во прашање образованието, сакате да објасните, да пренесете некој искуство. Никогаш, почитувам Мирјана, кога пишувам нешто не е само критика. Туку имам и излезни решенија. Така, нудите и излезни решенија. И сега никој да не сака да седниме да разговараме, зошто? Суетност е во прашање. Не бе, дајме да седниме. Големиот човек е едноставен човек. Така е. Ви благодарам многу, бидејќи немаме времето ни е толку и нормално повторно ќе ве побараме, сега овој период ќе бидат актуелни овие теми и сигурно дека повторно ќе ве поканеме. И благодарност до нашите почитувани гледачи, довидување.